Ire Lazarov. 10% talent. Naporna работа и 70% вода. Пелистарка 100% живот. Секако дека не беше едноставно, меѓутоа од поодамна одиме на вакви надпреварувања, бевме и во Вараштин, бевме и во Задар на 2009 година на тоа светско првенство. Секако и на европското бевме, лани ја бодревме нашата репрезентација во Ниш. Требаше да има подобра организација, требаше поголема екипа да допатуваме, меѓутоа далечината и секако врските на нашите другарчина од Битола кои ги поздравуваме во овој момент што не допатува во Шпанија со нас. Успеавме сепак да се собериме четворица, да дојдеме да представуваме нашиот град во Севиља и да му дадеме поддршка на нашите репрезентативци во што подобар пласман на ова светско првенство. Иначе патот беше напорен, 3650 километри, не е едноставно, во 36 часа да се испатуваат, меѓутоа, кога се сака, се може да се стори. Само добра волја и тоа е тоа. Каков е вашиот план за понатамошниот тек на групата и во зависност од пласманот во групата и за евентуалните нокаут надпревари? Секако дека ќе останеме до последниот надпревар со Данска, ќе ги изгледаме сите надпревари во групата, а за понатаму ќе видиме како ќе бидат условите и во кој град ќе биде нашата репрезентација, дали ќе биде Сарагоса, Барселона, за тоа оставаме да видиме понатаму. И долгиот пат нема да биде проблем ако останете што е можно подолго или пак ако Македонија влезе длабоко во втората редова на турнирот? Се надевам дека нема да биде долгиот пат проблем. Ќе видиме сепак, оставаме, ќе покажи времето. Благодарам и добра забава тука во Севиља. Поздрав до сите битолчани и нека бодрат од пред малите екрани нашата репрезентација. Поздрав до сите.